Реакции на политичките партии на мега скандалот на онкологија која загрози домашната и пошироката јавност. Денеска во селото Градец лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски со коментар за криминалните случувања на онкологија. Сведоци сме на едно криминално, монструозно, мафијашко здружување на неколкумина медицински лица блиски до партиите на власт. Она кое што згрозува е за да се богатат, за да остварат лична добивка, лековите кои што наместо да им бидат дадени на тие кои што им се најпотребни, кои што умираат во болки, тие лекови ги препродавале и пациентите ги оставиле на милост и немилост. Тие практично се здружиле за да направат злосторство врз човештвото. И тоа згрозува и секој еден човек, секој еден граѓанин, тоа му предизвикува една голема мачнина, но морам да признам дека ние како ВМРО ДПМН уште пред 2 години алармиравме дека ова се случува на таа клиника. Ќе потсетам, уште пред 2 години како ВМРО ДПМН излеговме и предупредивме дека ова им се случува на оние пациенти кои што наместо да добијат лекови оставени се во милост и немилост да за жал умират. Реагираат и од Социјалистичката партија на Македонија, од каде очекуваат одговорност за незаконското и неуставно работење во третманот на пациентите, затоа што е погазено уставното загарантирано право на здравствена заштита на секој пациент. Затоа што е несватливо најсовремената онколошка терапија да не е на позитивната листа, како што не е нормално со оценување на пациенти со малигни заболувања за одредени дијагностички процедури неопходни за натамошен третман да им се изнудуваат пари. Конечно, надвор од здравиот разум е незаконското креирање списоци со лажно болни пациенти од канцер и преку нив препродавање на онколошката терапија. Укажуваме дека системот за следење на цитостатици со кој се невозможува злоупотребата и крадењето на дози уште од 2017 година не се користи, што дополнително буди сериозно сомневање за организирано злосторничко действување со смртни последици за најранливите пациенти. Од Интегра, Македонската конзервативна партија, бараат да се откријат имињата на сите виновници за овој организиран криминал и истите соодветно да се казнат. Сторителите на злоделото, која е рамно на убиство со умисла, да бидат изнесени пред лицето на правдата и кривично да се гонат. Интегра бара одговорности од министерот за здравство и владините функционери кои се инволвирани во овој згрозувачки скандал.